Во времето кога Македонија беше задушена под туѓо знаме, еден човек со тивок збор и железна волја ја раздвижи историјата. Даме Груев, учителот од Смилево, што од народот создаде организација, а од организацијата подземна република, невидлива држава на македонската душа. Даме Груев, тивок револуционер, голем државник на невидливата Македонија. Тивкиот стратег што ја разбуди Македонија. Даме Груев, совеста на Македонија, умот на револуцијата. Од Смилево до вечноста. Даме Груев, човекот што ја претвори идејата во народ. Невидливиот државник на поробена Македонија. Човекот што од темнината ја запали светлината на Македонија. Кога народот спиеше, тој ја сонуваше државата. Даме Груев и подземната република на честа. Груев го замисли невозможното и Македонија стана можно. Даме Груев, возвишен човечки лик, идеолог и творец. Во 1898 година Даме Груев имаше 25 години, а Гоце Делчев 24 години. Млади луѓе, но со зрело политичко мислење, револуционерна стратегија и јасна визија за македонската самостојност. Тие во 1898 година напиша писмо до Лондон со историска важност, затоа што за прв пат се спомнува идејата за подземна република, символ на организирана тајна народна држава под османлиска власт. Во далечната 1898 година, кога македонската земја беше под тешка османлиска власт, кога правото беше заменето со страв, а народот живееше во темнина, двајца луѓе ги подигна очите кон светот и рекоа: Македонија ќе се ослободи. Тоа беа Гоце Делчев и Даме Груев, учители, мислители и борци со чиста идеја и огромна вера. Тие му напиша писмо на светот, до така наречениот Македонски комитет во Лондон, каде што живеа британски пријатели на потиснати народи, но тие не пишува за милост, не бара пари, ниту туѓа војска, бара разбирање и правда. Во тоа писмо Даме и Гоце рекоа зборови што ќе одекнуваат низ вековите. Ние ќе формираме подземна република, која ќе живее во срцата на народот, додека не дојде денот кога ќе може да се роди на светлината. Што значеле тие зборови? Тоа не била тајна држава на тунели и пештери, тоа била република во душата на народот, мрежа на луѓе поврзани со вера и слобода. Тие создале комитети, училишта, чети, судови, народна власт во сенка под самиот нос на царството. И навистина, Македонија тогаш ја имала својата подземна република, родена во мракот, но осветлена од идеалот за слободен човек. Тие не чекале дозвола, тие ја создале својата внатрешна држава, својата револуционерна свест. И од таа подземна република ќе се роди нешто уште посветло, Крушевската република од 1903 година, првата република на Балканот, првата демократска искра на Балканот. Затоа, денес кога го споменуваме тоа писмо, ние го гледаме само како документ, туку како символ на вера, самопочит и достоинство, зашто тие не чека слободата да им ја донесе некој друг. Тие ја создадоа оннатре, со љубов кон татковината, и токму за тоа почитувани. Ние денес можеме гордо да кажеме: Македонија живее затоа што нејзината република прво беше создадена во срцето. Слава им на Гоце и Даме, творците на подземната република, што го изгради темелот на нашата денешна држава. Подземната република не е географија, не е институција, не е ниту мит. Таа е величие на идејата, израз на најдлабоката македонска свест за слобода и достоинство, родена во времето на робство,
Подземната република беше револуционерна држава без граници, без престолнини, создадена во тишина, но со громогласна цел да го подготви народот за својата собствена слобода. Даме Груев и Гоце Делчев и нивните соборци ја замислија Македонија како организирана сила што ќе живее под површината на робството, но со срце што чукат за иднината. Во секое село имаше комитет, во секоја куќа се шепотеше за заклетвата. Ќе формираме подземна република. Тоа беше држава на верата, правдата и единството, невидлива, но присутна, тивка, но непобедлива. Таа република имаше свои закони, свои судови, свои народни водачи, се што му треба на еден народ за да биде слободен, иако формално поробен. Низината големина не се мери со војски, туку во правда, не со престол, туку со идеалот за еднаквост и човечко достоинство. Таа беше невидлива држава на совеста, во која народ живееше како слободен, уште пред да се ослободи. Затоа подземна република не е само историски момент, таа е предвестник на македонската државност. Од низините темели се изгради Крушевската република, аснум и конечно нашата денешна современа држава. Во неа го гледаме вистинското величие на македонскиот дух, дух што не се поклонува пред сила, туку пред правда, дух што не чека дозвола, туку создава собствена патека. Подземна република е доказ дека слободата не се започнува со проглас, таа започнува со вера. Почитувани потомци на револуционерна Македонија, во тенината на 19 век, кога робството ја обви Македонија, кога народот немаше ни знаме, ни власт, ни глас, тогаш во длабочините на македонската душа се роди нешто што го потресе светот. Подземната република. Тоа беше држава, тоа не беше држава на хартија, не беше царство на закони, туку царство на совеста, создадена од вера, од идеал, од безмерна љубов кон татковината. Во секое село комитет, во секоја куќа заклетва, во секое срце оган на слободата. Даме Груев и неговите соборци рекоа: ќе формираме подземна република. И ја формираа држава подземја со душа на небото. Та држава беше невидлива, но непобедлива. Во неа се судеше со правдина, не со сила. Во неа се зборуваше тивко, но со зборови потешки од оловото. Тоа беше република на народот, на правото, на честа. И така, уште пред да се роди Крушевската република, уште пред Аснум да го воскресне името Македонија, народот веќе ја живееше својата слобода во сенка, во тишина подземја. Затоа, подземна република не е само историски поим, таа е предвестник на државноста, символ на достоинството, жива клетва дека Македонија ќе опстане. Таа вера што гореше подземја, ја изнесе Македонија на светлина. Он неа се роди Крушево, он неа Аснум, он неа нашата денешна современа држава. Затоа, кога денес ќе ја изговориме таа реченица, ќе формираме подземна република, ние не зборуваме за минатото, туку за вечното представување дека слободата не се чека, таа се создава. Нека живее духот на Даме Груев, нека живее подземната република и нека живее вечна нашата Македонија.